Секогаш дел од неделниот микс се млади талентирани уметници кои сакаме да ги промовираме во нивната музичка дејност. Таков е примерот и со Тара Мухич, таа е пијанистка и композиторка, и на 4 мај во салонот 1919 во 19 часот ќе го има својот концерт завршен рецитал. Сите детали ќе ги дознаеме токму од Тара. Тара, добре ни дојде и ти благодарам што си дел од неделниот. Благодарам и на вас. Особено ми е драго што имаме можност да поразговараме за твојот завршен рецитал, кој е еден многу важен момент и од личниот, но и од професионалниот живот. Па што поконкретно овој концерт значи за тебе? Па тоа е украс на сето тоа што го учев во средното музичко училиште Илија Николовски Луј и е многу важен момент за мене. Така. Можеш ли да ни кажеш што поконкретно опфаќа програмата на самиот концерт? Да, програмата ќе се состои од два дела. Првиот дел ќе биде класичен програм. Ќе изведувам прелудиум и фуга од Бах во Едур, книга 1. Ќе продолжам со соната од Бетовен, опус 14 број 1. Потоа со харфната етида на Шопен и првиот дел ќе го завршам со прекрасниот сонет број 104 на Петрарка од Франц Лист. Потоа ќе продолжи бендот Кров со Бистра вода од Леви Сол и Битит од Майкл Джексон. И во вториот дел, јас и мојот соученик и гостин Александар Ицковски ќе го изведеме делото Тико Тико од Де Абреу. Тој на виолончело, јас на пијано. Потоа јас и Александар ќе продолжиме со селскиот танц. После тоа јас и Милана Умовска ќе изведуваме аранжман на Јовано Јованке од професорот Борис Ветиев и јас ќе продолжам со Jazz Fantasy од Моцарт и ќе завршам со мојата композиција Blue Butterfly. Прво за композицијата малку подоцна ќе позборуваме, но сега можеме да се навратиме на почетоците кога станува збор пијаното. Се сеќаваш ли на моментот кога го доби првото пијано? Да, се сеќавам. Имав 7 години кога го добив првото пијано и тогаш кажав дека пијаното е најубавата играчка која што сум ја добила и така започнува моето музичко патување. Така, и ете, до ден денес, па и понатака, пијаното е твојата љубов. Интересно е што твоето музичко образование, односно основно образование, е поврзано со Кралското музичко училиште во Лондон. Колку тоа искуство те обликуваше како музичар? Па, бидејќи се работи за основно образование, тоа се основите на мојот музички пат. Така, и ете, колку од тоа искуство за тебе значеше, нели, во однос на музичката и досегашна кариера? Да, многу ми значи. Така, баш верувам дека било едно големо искуство, особено што на твојата диплома е подпишана и кралицата Елизабета. Па какво значење конкретно има тоа за тебе? Не очекував дека кралицата ќе ги подпишуваше дипломите. Јас бев пријатно изненадена и многу ми значи. Така, апсолутно, тоа е голема чест и поттик. Сега кога сме кај средното образование, го заврши во класата на професорката Светлана Димитриевска. Што научи од неа? Не само технички, но и уметнички. Многу научив од неа. Научив да бидам посветена и да ги наоѓам најситните детали во музиката. Така, а тоа е исклучително важно, претпоставувам, нели? Колку класичната музика те бара дисциплина, колку остава простор за личен израз? Доловини намите ние кои што не сме музички образовани. Бара многу дисциплина. Иако музиката генерално остава простор да се остави свој собствен печат. Така, да. Во однос на тоа, ете, ја спомнавме и композицијата Blue Butterfly, која што е твоја авторска композиција. Како се роди таа композиција и каква порака пренесува? Да, ја напишав композицијата Blue Butterfly или Повик на дивиот пелин по повод 30 години сеќавање на Сребреница. Имено на масовните гробници растеше див пелин и таму се собира илјадници сини пеперутки и со помош на нив така ги открива и ги лоцира масовните гробници.
Така, навистина, нели потресна, емотивна песна која што ета и гледачите ќе имаат можност да ја слушнат, навистина врвно твое направено дело. Тара, покрај тоа што си пијанистка, исто така спомнавме дека си композиторка, па дали компонирањето е природно некако продолжување на изведувањето? Па кај мене да. Јас прво почнав да свирам и како созревам и растам, добивам инспирација за компонирање. И кога сме кај инспирацијата, многу често прашање што се поставува, но што оно што те поттикнува да свириш, што те инспирира? Па најмногу ме инспирира природата. Така, сакаш да поминуваш време во природа? Да, многу. И навистина природата она која што секогаш релаксира. Класичната музичка кариера е нешто што може да представува и предизвик за млад музичар, уметник, па колку за тебе представува тоа? Па може да биде голем предизвик, особено сега дека новите генерации слушаат нов тип на музика. И токму заради тоа минатата година го основав својот прв фестивал Ехо на Балканот. Се собравме пијанисти од целиот Западен Балкан и изведувавме преработки на традиционални композиции кои што се попримамливи за новите генерации. Па тоа е одлична идеја, нели? Како беше интересот? Беше ли посетен овој фестивал? Да, фестивалот се одржа тука во Скопје, во музејот. Браво, одлично. Ете поттик, нели, да се обедини регионот, Да. а музиката секогаш е еден од најдобрите амбасадори. Планираш студии во Сплит. Зошто токму овој град да биде место каде што своите студии ќе ги создаваш? Па ме инспирира морето за свирење и за компонирање на музика. Да, одлично. Во однос на амбициите твои понатака, дали концертната кариера, композицијата е она што посебно те привлекува, можеби двете? Па може би и двете. Кај мене некако и свирењето и компонирањето одат заедно. Така, одлично. А во однос на пијанистите, музичарите на кои што се угледуваш сите овие години, кои би биле тие? Па голема инспирација за компонирањето ми е современиот пијанист и композитор Омар Акрам, кој што пишува преубава музика, и би ја издвоила композицијата Танц на ветерот. Така, одлично. Ете, уште еднаш да го најавиме концертот на 4 мај. Да. Во Салон 19 во 19 часот. И ете ти благодарам што денеска ни беше дел од неделниот микс, па се гледаме на концерт. Благодарам и на вас.